Добар ден! Во денешната училница на часот по математика со седмо одделение ќе ве водам јас, Весна Тодороvić, наставник од Основно училиште Лазо Търновски од Скопје. Ве поканувам заедно да ја обработиме оваа наставна содржина. Од темата алгебра и решавање проблеми ќе обработиме наставната содржина одредување непознат член во низа. По завршување на активностите поврзани со оваа содржина ќе треба да знаеш да генерираш, определуваш членови на низа од цели броеви и да наоѓаш член што е на дадена позиција во низата. Да наоѓаш едноставни правила за добивање на член по член, да препознаваш математички својства, модели и врски воопштувајќи ги во едноставни случаи. Што е низа? Низа е подредување на броеви или шеми кои следат едно правило. Например, 8, 15, 22, 29, 36 е бројна низа. Броевите во низата се викаат членови на низата и истите во неа се запишуваат по единствен редослед. Бројот 8 се вика прв член на низата, бројот 15 втор член на низата и така натаму. За низата е важно да имаме математичка врска со чија примена се генерира или определува следниот член во низата. Таа математичка врска се вика правило за добивање на член по член или правило за одредување следен член на низата. Да се обидеме да го откриеме правилото за добивање на член по член за дадената низа. За таа цел ги разгледуваме членовите од низата редоследно и се обидуваме да откриеме математичката врска со чија примена од првиот член 8 го одредуваме вториот 15, од вториот 15 третиот 22 и така натаму. Вториот член 15 е за 7 поголем од првиот член 8. Третиот член 22 е за 7 поголем од вториот член 15. Правилото за добивање на член по член е додај 7. Да го примениме даденото правило и да го одредиме следниот член на дадената низа. Следниот член на низата го одредуваме кога на бројот 36 додаваме 7. Тоа е бројот 43, кој е следен член во низата по бројот 36. Го запишуваме зад бројот 36. Ако броевите во една низа се редат во растечки редослед, низата ја викаме растечка. И правилото за добивање на член по член во низата може да го одредиме со собирање, например, низата 35, 37, 39, 41. Во неа секој нареден член е за 2 поголем од претходниот. Правило за добивање на следен на член по член е додај 2. Или пак со множење, например, низата 2, 4, 8, 16. Во неа секој нареден член е 2 пати поголем од претходниот. Правилото за добивање на член по член е помножи со 2. Ако броевите во низата се редат во паѓачки редослед, низата ја викаме паѓачка и правилото за добивање на член по член во низата може да го одредиме со одземање, например, низата 50, 46, 42, 38. Во неа секој нареден член е за 4 помал од претходниот. Правилото за добивање на член по член е одземи 4. Или пак со делење. Пример,
низата 81, 27, 9, 3. Во неа, секој нареден член е 3 пати помал од претходниот. Правилото за добивање на член по член е подели со 3. Да разгледаме неколку примери. Пример 1. За низата 24, 21, 18, 15 одреди под А. Правилото за одредување следен член на низата, под Б следните два члена на низата. Во дадената низа, секој нареден член е за 3 помал од претходниот. 21 е еднакво на 24 минус 3. 18 е еднакво на 21 минус 3. 15 е еднакво на 18 минус 3. Правилото за одредување следен член на низата е одземи 3. Последниот даден член во низата е 15. Да го одредиме следниот член, го применуваме правилото за одредување следен член на низата одземи 3. 15 минус 3 е еднакво на 12. Го добивме бројот 12. За одредување на следниот член ја повторуваме постапката. Од 12 одземаме 3 и го добиваме бројот 9. Следните два члена на низата се 12 и 9. Пример 2. Првиот член на една низа е 4. Правилото за одредување следен член на низата е помножи со 2 па одземи 3. Одреди ги првите 4 члена на низата. Првиот член е 4. Вториот член на низата ќе го добиеме кога првиот член на низата ќе го помножиме со 2, па ќе одземеме 3. 2 помножено со 4 минус 3 е еднакво на 5. Вториот член на низата е 5. Третиот член на низата ќе го добиеме кога вториот член на низата ќе го помножиме со 2, па ќе одземеме 3. 2 помножено со 5 минус 3 е еднакво на 7. Третиот член на низата е 7. Четвртиот член на низата ќе го добиеме кога третиот член на низата ќе го помножиме со 2, па ќе одземеме 3. 2 помножено со 7 минус 3 е еднакво на 11. Четвртиот член на низата е 11. Првите 4 члена на низата се 4, 5, 7 и 11. Пример 3. Одреди ги броевите што недостигаат во низата. Под А 8, 14, празно место 26, 32, празно место 44. Да ги погледнеме првите два члена на низата. Вториот член на низата 14 е за 6 поголем од првиот член на низата 8. Истото може да го кажеме и за членовите 32 и 26. 32 е за 6 поголем од 26. Правилото за одредување следен член на низата е додај 6. Броевите кои недостигаат во низата ќе ги добиеме кога? На 14 ќе додадеме 6, го добиваме член 20 и на 32 ќе додадеме 6, ќе го добиеме бројот 38. Па низата е 8, 14, 20, 26, 38, 44. Под Б. Дадената низа е 32, празно место, 50, празно место, 68, празно место. Во дадената низа немаме два последователни члена, од каде би го воочиле правилото за одредување
следен член на низата. Ако на бројот 32 додадеме некој број x, ќе го добиеме вториот член на низата. Ако на вториот член на низата го додадеме истиот број x, ќе го добиеме третиот член на низата, а тоа е бројот 50. Бројот x ќе го одредиме кога од 50 ќе одземеме 32, а добиената разлика ќе ја поделиме со 2. 50 минус 32 е еднакво на 18, 18 поделено на 2 е еднакво на 9, бројот x е 9. Правилото за одредување следен член на низата е додај 9. 32 плюс 9 е еднакво на 41. 50 плюс 9 е еднакво на 59. 68 плюс 9 е еднакво на 77. Добиената низа е 32, 41, 50, 59, 68, 77. Пример 4. Вториот член на една низа е 10. Правилото за одредување следен член на низата е подели со 2, па одземи 3. Одреди го првиот член на низата. Со решавање на равенката а поделено со 2 минус 3 е еднакво на 10. Го добиваме првиот член на низата, а тоа е бројот 26. Првиот член на низата е 26. Сега ќе ве замолам да го стопирате видеото и да се обидете самостојно да ги решите дадените задачи. Откако ќе ги решите, продолжете со гледање на видеото. Пред вас се точните одговори на поставените задачи. Само оценете се. И ако не сте задоволни од постигнатиот резултат, ве повикувам повторно да го погледнете видеочасот. Содржината од оваа училница е на страна 160, 161 и 162 во учебникот по математика за 7 одделение, каде ќе најдете и голем избор на задачи за вежбање на истата. Исто така, ви праќам и онлайн активност поврзана со денешната содржина, која се наоѓа на линкот кој што е пред вас.